Почитувани колеги, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Аферата Надеж продолжува преку јавно признание на еден од учесниците во овој скандал. Денеска Лидија Димова призна дека целото финансирање на Македонскиот центар за европско образование го врши фондацијата Сорос Македонија. Овие пари селективно се насочени за проекти кои имаат за цел дискредитација на актуелната власт и влада. Исто така Лидија Димова денеска призна дека еден од основачите на оваа организација е родената сестра на Радмила Шекеринска, Лилјана Шекеринска Ѓорѓевиќ. Исто така Лидија Димова не негираше дека вработените во Сорос Македонија се истите луѓе кои што го сочинуваат Македонскиот центар за европско образование. Дека стана јасна дека ја говориме вистината и луѓе од нависоките кругови на СДСМ, нивни роднини, како и финансирани од Сорос Македонија, лажно се представува како представници на невладиниот сектори на оваа невладина организација. Македонскиот центар за европско образование е еднаков на Сорос Македонија. Сорос Македонија е еднаков на Бранко Црвенковски и СДСМ. Стана јасно дека Македонскиот центар за европско образование, организација близко на Социјалдемократскиот сојуз, не исполнува европска агенда, туку агендата на партијата СДСМ. Македонскиот центар за европско образование како организација која одработува за СДСМ постои само затоа што добро е платено од Владе Милчин и неговата Сорос Македонија. Впрочем, сето ово е разработено во аферата Надеж. Еве денес повторно се појави иницијативата Платформа, чие делување е спомнато токму во документите на аферата Надеж, чии членови се Љубомир Фрчковски, Жарко Трајановски, човек кој е член на сите невладини организации во државава, Никола Гелевски и така натаму и така натаму. Ова е само потврда дека Социјалдемократскиот сојуз не се откажува од реализацијата на оваа стратегија. Жално е што аферата Надеж добива и меѓународен публицитет. Аферата на Бранко Црвенковски Надеж создава негативни последици и во домашната, меѓутоа и пред меѓународната јавност. Пример за тоа е денешниот текст објавен во најтиражниот словенечки вестник. Во недостиг на дела и проекти во изминативе 20 години, ова сигурно е единствениот меѓународен во наводници успех на Бранко Црвенковски за да остане познат во јавноста надвор границите на Република Македонија.